регионалните вести ќе гледате. Иако од општина Тетово тврдат дека се работело на третирање на бездомни куќиња, сепак ситуацијата во градот е алармантна за жителите. Се одбележуваат 120 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Тешко повреден гостиварец додека извршувал работни задачи. Иако од општина Тетово тврдат дека се работело на третирање на бездомните куќиња, сепак ситуацијата во градот е алармантна за жителите. Животните во Глутници сеат страв, а од почетокот на годинава одштета поради каснување побарале 28 лица. Локалната самоуправа вели дека проблемот е актуелен во целата држава. Тетовчани деновиве на социјалните мрежи алармираат дека низ градот се движат во Глутници и по десеттина бездомни куќиња. Се жалат дека не се чувствуваат безбедно и бараат надлежните да преземат мерки. За тие куќиња не се живи, право да ти кажем. Општина треба да земе мерки за тие, да му најде чаре. Овака не е добро, низ град. Ја живим у село и таму не се живи од куќињата. Ги има илјадници. Ако идеш на кај Веро, мислиш све тамо са. Ако идеш натамо, на Гоце Делчев, мислиш све тамо са. Еве пред општина, идите кај Кипер. Кај Кипер сега има 5 сигурно легнати. Стварно не е страх. Ја идем со чадор, ама тие кај се нападна 5, 6, 50 има. Ти не можеш да се одбраниш. Па, обшто прашање за Македонија, а Тето посебно, што да прави? Живиме со еден страв која проаѓаш, ај, ова е пенсион, ама не знаеш, нема верба. Ја мислим треба општа акција за Македонија, како да се реши ова прашање. Ги има секаде. Ако не е на пут, ќе биде на тротоар. Ако не е на тротоар, ќе биде во некој сокак и да не можеш да излезеш да пазариш нешто. Од општината велат дека секојдневно се носат куќиња од други населени места и дека нивни екипи, ако ги следат, не е едноставно да ги идентификуваат лицата кои ги носат. Тврдат дека договорот со Амос Шелтер за заловување 82 бездомни куќиња е испочитуван, а за понатамошни акции дополнително ќе се разговара. Тоа е еден проблем што ја опфаќа не само општината Тетово, туку сите општини во нашата држава. Е проблем што по години тече овој проблем. Ние сме во контакти со невладините организации. Имавме еден ваков договор со невладината организација Амос. Таа ги направише своите работи и стигнавме до некаде, но не постигнавме целосно овој проблем да ја чистиме. Сега сме во институциите што во државно ниво, сме во контакт со нив и овие денови ќе излегуваме со соопштение и со конкретни чекори што ќе ги преземаме. Согласно новиот правилник за одштета во општина Тетово, во процедура се 28 пријави за каснување од бездомни куќиња од почетокот на годинава. Се одбележуваат 120 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Денес во црквата Свети Спас во Скопје, каде се наоѓа вечното почивалиште на Делчев, беше отслужена панихида, а почит му оддадоа председателот Пендаровски и низа делегации. Делчев загинал на 4 мај 1903 година во селото Бањица во борба со османлиската војска.
Македонија денес одбележува 120 години од смртта на истакнатиот револуционер Гоце Делчев. По тој повод панихида во дворот од црквата Свети Спас во Скопје, каде се наоѓа и вечното почивалиште на Делчев, отслужи архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Свежо цвеќе пред гробот на Делчев пак одавајќи му почит положија председателот на државата Стево Пендаровски, владина и делегациите на Собранието, Министерството за одбрана, армијата, Сојузот на борци, Македонската академија на науките и уметностите, политички партии и дипломатскиот кор. Гоце Делчев, македонски револуционер и национален херој, бил роден на 4 февруари 1872 година во село Кукуш, а загинал на 4 мај 1903 година во село Баница. Тој се смета за идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално слободително движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Загинал на 4 мај 1903 година во селото Баница, во борби со османлиската војска која го опколила селото. Институтот за национална историја го промовираше зборникот 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Епохата во која живеел и действувал Гоце Делчев е обработена во голем број историски трудови од македонски и од странски автори, посветени на Македонија, на македонското прашање, на македонскиот јазик, на македонското револуционерно движење. Тој факт го одразува и неспорниот придонес во идеите и создавањето на македонската држава, на Гоце Делчев, а неговиот ангажман остава белег на многу полиња од нашето денешно живење и е трајно вграден во колективната меморија на македонскиот народ. Денес, кога се навршуваат 120 години од погибијата на Гоце Делчев, ние говориме и за 150 годишнината од неговото раѓање, која ја чествувавме минатата година. Ние, како горди потомци на Гоцета, на најдостоинствен начин му се одолжуваме за жртвата што ја дал за нас и за нашата слобода и за нашата македонска држава. На тој начин се редиме во редот на сите оние кои со децении ги истражувале, пишувале и овековечувале Делчевите лик и дело. И бидејќи ние сме научници и учители, нам најдобро познат начин за овековечување на еден лик, како ликот на Гоце Делчев, не е вистината, меѓутоа преточена во статии и трудови. Пред нас денес стои зборникот насловен 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, зборник на трудови од истоимената научна конференција одржана на 3 и 4 мај 2022 година, зборник кој има исклучително куса, но исклучително богата историја. Самиот чин на одржувањето на конференцијата и појавувањето на овој зборник ќе бидат запаметени како чин на пркос, бидејќи досега сите вакви манифестации биле поддржувани од официјални власти. Но тоа не беше случај со спомнатата конференција. А излегувањето на зборникот е резултат само на заедничките напори на сите оние кои сметаат дека делото на Гоце треба да се почитува и активно да живее меѓу македонците. Тешко повреден гостиварец додека извршувал работни задачи. Приведено едно лице поради агресивно однесување и закани. Физички напад над гостиварец добил и закани со огнено оружје. Најнов билтен на СВР Тетово. Вчера во 13 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавено е дека работејќи на станбена зграда на улица Маро Угринова во Гостивар, 49 годишен гостиварец се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. Увет извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 19 часот и 15 минути лишиле од слобода 60 годишен гостиварец, кој претходно бил пријавен од 39 годишникот Гостиварско Чегране, дека околу 16 часот и 45 минути пред трговски објект на улица Илинденска во Гостивар се однесувал агресивно кон него и му се заканувал, а поради одредени недоразбирања околу судски спор. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по целосно документирање на случајот на инволвираниот ќе му биде изготвен соодветен поднесок.
Ноќеска 10 минути по полноќ, 66-годишен гостиварец во СВР Тетово пријавил дека околу 17 часот во просторија од станбена зграда на улица Мара Угринова во Гостивар физички бил нападнат од едно лице. Според пријавеното, напаѓачот му се заканил и со огнено оружје. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. СВР Тетово започна со практична имплементација на два нови превентивно-едукативни проекти: превенција од злоупотреба на дрога, алкохол и цигари и превенција од трговија со луѓе и деца. Со нив ќе бидат опфатени околу 3000 осмоделенци од тетовските и гостиварските училишта. Секторот за внатрешни работи Тетово започна со практична имплементација на два нови превентивно-едукативни проекти: превенција од злоупотреба на дрога, алкохол и цигари и превенција од трговија со луѓе и деца, чиј носител е одсекот за превенција. Во рамките на овој проект, со кој ќе бидат опфатени околу 3000 осмоделенци од тетовските и гостиварските училишта кои следат настава на македонски, албански и турски јазик. Стручно обучени полициски службеници поблиску ќе ги запознаат учениците со опасностите од болестите на зависност и пред се од консумирање дрога и алкохол. Покрај ова ќе им се укаже и на штетните здравствени, социјални и општествени последици од ваквите пороци, но и законските импликации. Осмоделенците исто така ќе бидат информирани за тоа како да го препознаат евентуалното нивно вовлекување во трговија со луѓе, што значи тоа и кои можат да бидат крајните последици. На учениците ќе им се презентираат и конкретни примери на трговија за луѓе и потребата да бидат докрај внимателни и да избегнуваат непосредни контакти со непознати лица или преку социјалните мрежи, а кои најчесто ги залажуваат и им нудат средби пари или предизвици. Проектите кои ќе се одвиваат паралелно се планира да завршат до почетокот на идниот месец. Српската новинарка Ивана Петрониевиќ во емисијата Утрински печат вели дека вчерашното пукање во Белградското училиште, во кое 13-годишен ученик со пиштол успеа да усмрти 8 деца и еден чувар и рани повеќе соученици, е прв ваков грозоморен чин во историјата на Србија. Таа вели дека се уште е рано да се изнесуваат заклучоци околу тоа кој е виновен и кој потфрлил во општеството, но причини за ваквиот немил настан според неа има повеќе. Znate kako, ja mislim da je sada vrlo rano da se iznose zaključci zbog čega je ovaj slučaj, zbog čega je ovaj dečak uradio to što je uradio. Sigurno da je on, da postoji spektar različitih razloga zbog kojeg je došlo do ovog užasnog masakra. Mislim da ovo se nije dešavalo do sada u Srbiji, ali se dešavalo u drugim delovima sveta i stručnjaci kažu da su ti ljudi koji preduzmu tako nešto prilično različiti, neki to najavljuju i ranije, neki to na bilo koji način iskomuniciraju sa drugima pa obave ono što su krenuli da urade, drugi su potpuno povučeni i ne primećuje se nikakva razlika u njihovom ponašanju, ali ono što ih u suštini sve povezuje jeste činjenica da su imali dostupno oružje. Dakle, mislim da je u ovom slučaju zakazala ona osnovna ćelija društva, a to je porodica. Mislim da je zakazalo celo društvo, država, vlast, sve to je dovelo do takvog užasnog događaja u našem društvu. Srpsko društvo je, nažalost, utonulo u nasilje. Mi nasilje imamo svuda oko nas. Nasilje se plasira i deci, i omladini, i starijima preko televizija sa nacionalnom frekvencijom, preko muzičkih numera, preko skupštinskih rasprava u kojima je sasvim normalno da postoji takav nasilan odnos jednog prema drugom političkom protivniku. I znate kako, kad se takve stvari dešavaju, to onda postane na neki način na koji se svi ponašamo. To postane model koji polako preuzimaju svi, preko ljudi koji su na televiziji do zvaničnika koji vode ovu državu, preko roditelja i na kraju dođe to i do dece. Dakle, ima i do toga, ima i do izloženosti dece raznoraznim sadržajem na internetu, na društvenim mrežama, kažem, u muzici mi imamo sada neke numere koje nikada nisu
isto tako i gledale. Tu imate raznoraznih i ružnih reči i ružnih namera koje se plasiraju maloj deci, mladim ljudima koji to slušaju. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.